Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во новото издание ВМРО ДПМН зборува, пратениците зборуваат. Вечерашна тема ни е Кодекс за етичко однесување на пратениците. Само на хартија или реалност? Интересна тема за која вечерва имам чест да дебатирам со мојата почитувана колешка која доаѓа од изборната единица 4, поточно од градот Радовиш, Радовишко поле, одма ме асоцира тоа, на нешто убаво, на нешто природно, на земјоделие, но исто така ме асоцира и кога се станува збор за Радовиш, јас морам да се послужам со ова што го имам напишано, Сомун ем Татлија. Вечерва, моја почитувана гостинка е Моника, мојата колешка, и Моника, овој настане многу интересен кај вас што се случува во Радовиш. Кога се случува? Вака, благодарам Бети најпрво за поканата. Честа и задоволството е мое да бидам ваш вечерашен соговорник. Убаво кажавте, Радовиш, Радовишко поле, земјоделски крај, но сепак и ја спомнавте и традицијата, нашата манифестација која што преминува во една традиционална манифестација на градот, Самун и Татлија, морам малце да ти исправам, Самун ем Татлија, тоа се наши специјалитети кои што ги приготвуваме и градот ни е познат по тие специјалитети. Еве, имам чест и вас лично, а и сите граѓани да ги поканам на таа наша манифестација која што се одржува обично првата половина од месец октомври. Так. Благодарам за поканата и навистина Македонија е многу богата земја. Секој регион си изобилува со своја убавина, ама ние да се вратиме назад на нашата тема. Вечерашнава тема е етичкиот кодекс. Она што значи морални вредности и етичко однесување. И не случајно разговараме ние на оваа тема, заради тоа што, и впрочем, мојата почитувана колешка Моника е доктор по општа медицина, но нејзино поле на интерес е психијатријата. И ние често во собранието сме знаеле да подискутираме кога имале некакви испади дел од колегите, најчесто од опозицијата, за тоа што значи етичко и морално правилно однесување на луѓето. Но како вовет еден да дадеме вечерва е тоа колку луѓето во секојдневието ги почитуваат моралните вредности, етичкото однесување. Па вака, Бети, во однос на тоа колку се почитува етиката и колку таа е застапена во секојдневните односи, јас би рекла дека моето лично и професионално искуство кажува дека сите ние се водиме од своите морални и етички норми на однесување. Имаме индивидуални етички правила кои што произлегуваат од колективните морални норми на пристојно однесување, на зачувување на интегритетот, значи на сопствениот интегритет како личност, па и интегритетот на останатите луѓе. Но не така, ретко се случува да дојде и до кршење на тие правила, без разлика на тоа на која професија припаѓаме. Ете, конкретно мојата примарна професија лекар, од голема важност е кодексот на однесување, посебно односот лекар-пациент има суштинско значење. Би рекла дека и индивидуалните односи имаат и како многу големо значење, бидејќи ако самата личност не се почитува првично таа себе си, не можеме да очекуваме од таа личност дека ќе ги почитува и останатите луѓе. Би рекла дека исто така тие примарните облици на пристојно однесување се стекнуваат уште во текот на нашето образование од средношколските клупи, кога се обликуваме ние како личности, а потоа, без разлика на тоа, на која професија и да припаѓаме, независно дали тоа е адвокат, лекар, правник, пратеник, тие начела само ги надополнуваме. Така да, секоја една професија си има собствен кодекс на однесување и би рекла дека доколку сите ние го почитуваме тој кодекс на однесување, би било многу убаво. Така. И сега, она што е најинтересно и за нас е тема на зборување, на дебата, но исто така и верувам нашите гледачи ќе ги интересира. Какво е вашето видување за тоа колку, како се почитува донесениот кодекс за етичко однесување на пратениците? Имено имаме на хартија, како тоа во пракса изгледа. Така, убаво спомнавте дека имаме на хартија
етички кодекс за однесување на пратениците. Не знам колку би можела целосно да одговорам на оваа прашање од проста причина што парламентарниот состав брои 120 пратеници. Значи, сите ние сме со различна професија, сите ние сме со различни политички убедувања, сите ние доаѓаме од различни региони на Македонија и крај на крај секој од нас носи свој собствен багаж. За мене лично би рекла дека секогаш внимавам моите искази да бидат точни, вистинити, да не повредам некој или некој да се осети погоден во ситуацијата. Значи, секогаш дискутирам со точно конкретни факти, при тоа внимавајќи да не навлезам во приватноста на соговорникот, сепак почитувајќи ја неговата личност. Бидејќи имам на ум дека ги представувам и застапувам интересите на граѓаните кои што ми ја дале довербата да ги представувам во законодавниот дом. Меѓутоа, не сите колеги пратеници се придржуваат кон истите принципи, така да имаме примери на колеги пратеници кои што користат одредени ситуации за ситни политички поени, но нашиот мудар народ ги препознава и за жал сите тие обиди за искривување на вистината и за превртување на одредени ситуации во нивна полза поминуваат така како што поминуваат. Би рекла дека доколку во собранието сите ние го почитуваме етичкиот кодекс на однесување, ние пратениците би имале по-конструктивни и по-продуктивни дискусии кои што ќе бидат од интерес за сите граѓани. Да. И самиот кодекс го предвидува тоа и општо во самите цели е опишано дека тој служи всушност за да се зголеми довербата на граѓаните и јавноста за одредени вредности и интегритетот на собранието да биде на повисоко ниво. Но не секаде и секогаш се користат ситуациите да не се користат, значи бидејќи имаме напишано правила за тоа, нивно однесување на сите нас, однесувањето, нели, да не се користат зборови и изрази со кои ќе се повредуваат и омаловажуваат. Но ние имаме председател на политичка партија Левица, кој користи дури и пцовки и навреди лични и омаловажувања, а не само тој, бидејќи тоа е нели како пример за останатите. За жал недоличен пример за останатите и нели доаѓаме до ситуација да не се почитува етичкиот кодекс на однесување. И сега, од ваш стручен аспект, како гледате на однесувањето и реагирањето на луѓето за одредени настани и ситуации кои не засегаат сите, бидејќи се она што се случува во собранието нели се рефлектира или пак настани од друг аспект се рефлектира и кај граѓаните, кај сите. Апсолутно. Вака би рекла, на ова би се осврлила со едно кратко објаснување врз основа на тоа како среќата ја доживуваме сите ние, ја доживуваме на некој сличен начин. Со радост, насмевка, позитивни вибрации, за разлика од тагата која што секој од нас ја доживува различно и на различни начини. Нашето македонско тло има многу трагични настани кои што оставиле колективни трауми кај нас и во секоја од нив е присликана и некоја индивидуална судбина. И знаете, тие колективни трауми кои што се натрупувани годините наназад, доведуваат до фактот да самите граѓани ја изгубат довербата во системот, да станат недоверливи луѓето едни со други, да бидат нервозни и да реагираат бурно во одредени ситуации. Сите тие наталожени и напластени проблеми годините наназад и неразрешница на истите доведуваат до тие ситуации. Овде, например, како пример би ја спомнала на ковид кризата, која што ни изненади со низа нелогичности во системот и неговото функционирање. Така да и овде би се осврнала со тоа дека сите ние во тие моменти сепак треба да се придружуваме до нашето етичко однесување, односно да останеме блиску до начелата на етичките правила за да можеме да се избореме во тие кризни настанати ситуации. Така. Сите овие примери кои ги зборуваме и се она што се случува,
Јас би сакала малци еден акцент да дадеме на тоа дали ние со личен пример и општо и граѓаните исто така можеме да придонесеме на промена на работите. Како е можно работите да се менуваат и дали воопшто е можно работите да се менуваат? Па апсолутно, кога веќе спомнавте, дали можеме тоа со личен пример да го покажеме. Ете, јас би спомнала дека јас сум млада мајка, лекар, пратеник, кој што не би рекла дека до сега мојот целокупен ангажман траел 8 часа, колку што трае еден просечен работен ден. Уште од времето кога работев како лекар во службата на итна медицинска помош и сега како пратеник, само како да го надополнувам тоа темпо. Нашите работни ангажмани како пратеници, ние на некој начин сме постојано работно ангажирани. Дали се работи тоа за работни пленарни седници или работа во работните тела по однос на комисиите во собранието или средбата со граѓани, бидејќи јас лично се трудам преку различни облици на дејствување да можам да останам во комуникација со сите граѓани кои што ми ја дали и да ја оправдам нивната доверба. Слободно време имаме многу малце, ама знаеме да го искористиме квалитетно со фамилијата, со пријателите. Ангажманот пратеник на сите нас ни одзема доста време, но би рекла дека ние свесно сме одлучиле да бидеме активни чинители во нашето општество и заедно со нашето политичко делување, вклучувајќи го и пратеничкото мнозинство на ВМРО, ДПМН и коалицијата и владата предводена од премиерот Христијан Мицковски, да работиме заедно за добробитта и стабилноста на граѓаните и да би можеле чекор по чекор да ги решаваме сите наталожени и напластени проблеми во минатото, институционално преку конкретни функционални закони кои што ќе бидат во интерес за сите граѓани на Република Македонија. Така. Има надеж. Апсолутно Има надеж, јас би рекла, заради тоа што во изминатава една година пресек, како што се настанати промените во државата, сето она што представувало порано проблем или причина за неетичко и неморално однесување, полека се намалува и Македонија е конечно на вистински пат. Јас така би сакала сега да прашам нешто кога станува збор за етичкиот кодекс и ми текна во вторникот имавме седница на која имавме избор на министер за здравство. Многу интересно е тоа што каква е почита спрема собранието и спрема активностите во собранието, кажува и од одговорноста или посветеноста што ја имаат нели одредени пратеници. Ние видовме дека господинот Венко Филипче не се појави на седницата за која што имавме избор на министер за здравство и со тоа покажува одредена непочит и така натаму. Но не и си тоа била негова одлука, која верувам дека ќе биде на некаков начин казната заради тоа што не е достојно и не е пристојно да се игнорира една таква тема, избор на министер за здравство. Ме интересира, бидејќи доаѓате од здравството и сите овие теми се некако поврзани, кое е вашето размислување и како вие гледате на здравството? Еве вака. Да, во вторникот... Со се тоа што беше поврзано во вторникот. Во вторникот имавме седница на која што избравме нов министер за здравство, професорот Азир Алиу, кој што е доктор по информатички науки. Без разлика на тоа што професорот не доаѓа од здравствениот сектор, не мислам дека не би се снашол добро во секторот здравство, бидејќи пак доаѓа од еден сектор каде што во нашата предизборна кампања планиравме во здравството да вметнеме оптимизација и дигитализација на здравствените услуги, значи дел каде што мислам дека тој лично ќе придонесе и текако многу во однос на таа работа.
Во однос на секторот здравство, периодот изминатата година се донесоа и текако многу позитивни реформи. Ако ми дозволите, ќе спомнам некои од нив, бидејќи вака имам и можност пред граѓаните да сумирам на некој начин што се е направено годинава во областа здравство. Уште на почетокот на мандатот се укинаа економските директори, кои што на некој начин представуваа дуализам и бирократизација во здравствениот систем, на кој што начин се овозможи да тие средства што беа користени за економските директори бидат искористени за правилни здравствени цели. После тоа, позитивните одлуки на влада кои што беа донесени во однос на подпишувањето на анексот на колективниот договор, каде што имавме и текако значително покачување на платата на медицинските сестри пред се, но се покачи платата на другите здравствени работници. Исто така за поздравување е позитивната одлука за покачување на капитациониот бод на матичните лекари, на стоматолозите и на матичните гинеколози, каде што би рекла дека покачување кое што не се случило до сега во ниедна влада. Еве, ќе спомнам, кај матичните лекари се направи покачување од 75 на 100 денари, кој што пак е, повторам, не било до сега во ниедна влада такво покачување. Позитивната одлука за вработување на приватните специјализанти, кое што е и така многу значајно за секторот здравство, бидејќи на тој начин сите тие приватни специјализанти кои што ќе се вработат, веќе течат огласите во многу општини низ Македонија, во дел од општините се и завршени, во некои се во фаза веќе на реализација и на завршување. На тој начин сите здравствени установи ќе добијат специјалисти од различни области кои што биле дефицитарни во тие општини. Се работи на регионализација нормално во здравствените институции, каде што ако го нема докторот по одредена специјалност, се ангажира од друга општина да дојде во општината за да би бил достапен за граѓаните. Значи, сепак здравството е присутно овде за граѓаните, а не обратно. Другите позитивни одлуки во парламентарниот совет сега пред неколку седмици донесовме одлука за измена на анекс на договорот за концесии, каде што се направи данечно ослободување за искористување на финансиски дел за реконструкција на хируршките сали во градската општа болница 8 септември. Со опремување на комплетно нов оддел за анестезија, реанимација и интензивна нега. И би сакала исто така да го спомнам и договорот помеѓу владата на Република Македонија и владата на Обединетото кралство на Велика Британија и Ирска, каде што се потпиша еден договор за стратешко партнерство кој опфаќа реализација на крупни проекти, помеѓу кои не е изоставено и здравството, во кој што се планира да се заврши со изградбата на клиничкиот центар Штип, со изградба на нов медицински факултет, студентски дом со околу 200 легла, кој што ќе биде во склоп на клиничкиот центар Штип, изградба на болницата во Кичево и во Тетово. Така да мислам дека оваа година ја завршивме со и текако значителен број на позитивни реформи во однос на секторот здравство. Искрено посакувам дека и новиот министер ќе продолжи со оваа темпо и ќе придонесеме за многу позитивни промени во сектор здравство. Сигурна сум дека тоа ќе биде така, затоа што тоа е дел од една екипа која што работи посветено и одговорно. И сигурна сум дека ќе продолжат реформите. Моника, благодарам за гостувањето. Ви благодарам, Бети. Почитувани, среќни и одговорни лица прават успешно општество. Ви благодарам за вниманието вечерва. Со нови теми и нови интересни содржини се гледаме следната недела.